саботното издание на регионалните вести ќе гледате. Семејството Синадиновски од Доброште произведува домашна зимница. Минатата година направиле над 1000 тегли ајвар, кетчап, джем, сладко. Голем пожар во објект на земјоделска задруга во Брвеница. Причината е голема материјална штета. Доајенот на македонското новинарство Киро Кипровски наскоро ќе промовира 2 нови книги. Едната посветена на манастирот Свети Јован Бигорски, а другата со новинарски записи и фотографии. Дека може да се заработува за достоен живот од земјоделието, потврдува семејството Синадиновски од Тетовско Доброште. Од пред 5 години целосно се посветени на производство и продажба на домашен ајвар, сладко, сирење, кашкавал и друго. Се надеваат дека со новите мерки нивните производи ќе стигнат на рафтовите во маркетите и на зелените пазари. Над 1000 тегли ајвар, кетчап, джем, сладко направиле семејството Синадиновски од Тетовско Доброште минатата година. Произведуваат и домашно сирење и кашкавал. И сега во сезоната на зимници имаат полни раце работа. Ирена Синадиновска, која воедно и член на Федерацијата на фармери, вели дека целото семејство е вклучено во земјоделските активности. Во подготовката сме уклучени скоро сите. Највише сум ангажирана ја, имам помош од сопругот при набавка на зејтин, на други продукти. Синчето исто така, свекрвата ми помага при печење, љупење на пиперот, на све што е потребно. Све користиме наши продукти, пример сирењето го правиме од наше млеко, ајварот го правиме од наш пипер, кетчапот го правиме од наш патлиџан и кромит и други работи што се користат. Во домашните работи помага и 10-годишниот Алексеј, кој вели дека сака да ја наследи работата на неговите родители. Например, за мелење пипер. Некогаш печам, некогаш им помагам доле кај кравите. Берам пипер, им ги ранам кучињата. Јас уште од мал сум со животни, имам љубов кон нив. Од пред 5 години целосно се посветени на производство и продажба на домашни производи и преработки, како регистрирана фирма во која се вработени Ирена и сопругот. Велат пласман има доколку си посветен на работата. Цените се слични како индустриските производи, но нивните се поздрави бидејќи се домашни. Пласман има, сам ќе се потрудиш, со помош сега и на интернетот, и можеш да се снајдеш сега. Почетокот е секојаш тежок, како и во секоја работа, дури се пробиеш, дури го разберат квалитетот ваш. Во Тетовскиот крај има послаба побарувачка, ама сепак во другите делови од Македонија, посебно во градот Скопје, е голема заинтересираност. Домашното е поздраво, пред се јас сум пораснала со домашни производи, мојата мајка секој се трудела да има дома домашно направено. Сакам и моето дете исто да расте со домашна храна и со здрави продукти. Разликата е голема. Кој пробал домашен ајвар и кој пробал индустријски ајвар, ќе ја примети разликата. Пример, домашниот ајвар, кога ќе ја свртиш, не тече на капакот да се преврти. Значи е добро испржен, добро исцедена пиперката. Синадиновска се надева дека продажбата ќе се зголеми ако нивните производи се пласираат во маркетите и на зелените пазари, според новите мерки на Агенцијата за поттик на развој на земјоделието, со кои се предвидува продажба на земјоделски производи од куќен праг, како можност за развој и унапредување на работењето на земјоделците. Вчера во Тетовска Брвеница избувнал голем пожар во објект на земјоделска задруга. Речиси 7 часа тетовските пожарникари се бореле со пламените јазици што вчера зафатија објект на земјоделска задруга во Тетовска Брвеница. Во големиот пожар покрај објектот изгорени се илјадници бали слама и механизација. Колкава е материјалната штета треба да покаже увидот на полицијата. Значи вчера околу 16 часот многу граѓани ни пријавија дека во Брвеница акционерското друштво Вардар
избухнал пожар, голем пожар со големи размери. Стигнато на лице место, значи со 2 противпожарни возила и 7 пожарникари во почеток. Видовме дека пожарот е масивен, кај што имаше многу слама и јонџе и дрвени палети, но близу тој големиот објект, значи со димензии 60 со 20, имаше еден друг објект. Тука и голема температура беше стигнала, значи пламените јазици беа дигнати до 20 метри висина, значи многу јака температура, голема, значи све било од наша страна само да се овој пожар да се стави под контрола наша и другиот објект да се брани. Ние интервениравме со 11 противпожарни возила нормално во ротација, значи ги менјавме камионите нон-стоп, само да го ставиме под контрола наша и да не се прошири пожарот. 17 пожарникари учествуваја од 16 часот после пладне до 11 часот до 23 часот навечер, додека го ставивме под целосна контрола. Повредени нема, но голема температура, нормално е тоа, ние секогаш очекуваме и нашите пожарникари, нели, од големата температура и па да се не да доаѓа до некоја повреда, но несакани последици нормално. Тука не сме имале ни од вработените, значи повредени, ни од мештаните кои беа тука. Пред неколку дена во Рогле изгоре кат и кровна конструкција на семејна куќа, а пожарникарите интервенирали во неколку пожари на отворено. Од Тетовската територијална противпожарна единица уште еднаш апелираат на поголема внимателност. Апелирам до нашите граѓани да бидат внимателни. Се знае дека со пожар не се игра. Секој пожар што се појавува да го пријават на нашиот карактеристичен број што го имаме ние 193, за да стигнеме што побрзо и да бидеме што поефикасни, да спречиме и материјална штета и животи. Во рамките на засилените акции на МВР за поголема безбедност во сообраќајот, денес беа спроведени интензивни контроли во Гостивар. Саботниот ден полицијата во Гостивар го посвети на интензивни контроли во сообраќајот. Колку се возачите недисциплинирани докажува податокот дека за 1 час биле откриени 60 на прекршоци. Денешната акција се спроведе во рамки на засилените активности на МВР за поголема безбедност во сообраќајот. Министерството за внатрешни работи продолжува со засилените сообраќајни контроли. Веќе сте информирани дека веќе 2 недели постапуваме на територија на Скопје, но и на другите градови на територијата на Република Северна Македонија. Бевме во Прилеп, Штип, еве денеска сме во Гостивар. Значи преземаме мерки за да ги санкционираме сите прекршители на сообраќајните правила и прописи, се со цел да обезбедиме побезбедни улици во Гостивар, но и во другите градови. Во овие час и нешто колку што сме досега во Гостивар, имаме околу 60 преземени мерки, односно санкционирани возачи, пред се за нерегистрирани возила, возење без возачка дозвола, тука и прекомерната брзина, нели и другите сообраќајни прекршоци. Сообраќајните полицајци имаат задача да ловат и моторциклисти, освен за прекршоците и за незаконско вградување уреди на моторите кои предизвикуваат бучава. Сме посветени особено на оние прекршоци кои што прават, нели, кои што предизвикуваат сообраќајни незгоди со потешки последици, но ги санкционираме и возачите на мотоцикли кои со злоупотреби додаваат делови на своите мотоцикли и создаваат бучава со која што ја вознемируваат јавноста, односно граѓаните во доцните вечерни часови. Министерството за внатрешни работи денеска е цел ден во Гостивар, но овие контроли продолжуваат и во наредните денови, како на територија на Гостивар, така и во другите градови. МВР го повтори апелот до сите учесници во сообраќајот да се придржуваат до пропишаните правила и прописи за да се намали ризикот од несреќи по улиците и патиштата.
Малолетен пешак и 18-годишна девојка на велосипед повредени во две одделни сообраќајни незгоди во Тетовско-гостиварскиот регион. Од МВР информираат и за приведени неколку лица по разни основи. На булеварот Илинденска во Тетово вчера патничко возило Volkswagen Polo со тетовски регистерски ознаки управувано од 41-годишникот село Непроштено удрило во малолетен пешак од Скопје со привремено живеалиште во Тетово. Во незгодата пешакот се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во клиничкиот центар. Увид на местото на незгодата извршила екипа од СВР Тетово. Вчера на регионалниот пат Гостивар село Градец во село Зубовце се случила сообраќајна незгода во која патничко возило Фиат со гостиварски регистерски ознаки, управувано од 52 годишен жител на село Врбјани, удрило во велосипед, управуван од 18 годишна девојка од село Галате. По незгодата девојката била пренесена во медицинскиот центар Гостивар, каде и биле констатирани тешки телесни повреди. Увид на местото на незгодата извршила екипа од полициската станица Гостивар. 3 лица од Гостиварско чегране на возраст од 18, 19 и 23 години вчера се лишени од слобода затоа што при преглед кај нив била пронајдена марихуана. Тие биле приведени во полициска станица и по целосното документирање на случајот против нив ќе биде поднесен соодветен поднесок. Во текот на вчерашниот ден во угостителски објект на улица Борис Кидриш во Тетово биле приведени две државјанки на Косово на возраст од 25 и 27 години поради нерегулиран престој во земјава. Тие биле приведени во полициска станица за понатамошна постапка. Од иницијативата Доста е незадоволството и револтот од зголемувањето на цената на електричната енергија вчера го искажаа преку получасовно блокирање на автопатот од Тетово кон Скопје. Сообраќајот на автопатот од Тетово кон Скопје вчера вечер беше блокиран 30 на минути од страна на 20 на автомобили со луѓе од дел од иницијативата Доста е, кои веќе 8 недели организираат јавни протести во Тетовско поради незадоволство и револт од зголемување на цената на електричната енергија. Околу 19 часот групата со своите автомобили стигнаа до пред Желино, каде го блокираат движењето на останатите возила на потегот од Тетово до Желино. Сообраќајот на тој начин беше блокиран околу половина час, пошто групата ги тргна возилата и замина. Ваков протест со блокада на автопатот имаше на 21 август. Минатата недела јавни протести беа организирани и во неколку рурални средини. Граѓаните кои се дел од протестите бараат пониска цена на струјата за 46%, укинување на регулаторна комисија, да се намали данокот на додадена вредност од 18 на 5% и да се формира независен орган кој што ќе верификува квалитет на услуги и ќе ги адресира поплаките на граѓаните од енергетските компании. Доајенот на македонското новинарство Киро Кипроски наскоро ќе промовира две нови книги. Едната посветена на манастирот Свети Јован Бигорски, а другата со новинарски записи и фотографии од неговото полвековно новинарско искуство. Плодна творечка година за новинарот и публицист од Гостивар Киро Кипроски. Наскоро ќе ги промовира двете најнови дела создадени во текот на оваа година. Се работи за книга посветена на древното македонско светилиште Бигорскиот манастир и книга со новинарски записи, репортажи, човечки истории и фотографии од неговото полвековно новинарско искуство. Најголемиот дел од текстовите се врзани со поширокиот гостиварски регион, со што може да се каже дека оваа книга е еден вид енциклопедија за Гостивар. Тука се поместени текстови од 68 година и во оваа прилика сакам да кажам дека меѓу првите текстови е текстот за Трајче Ристовски. Тој е првиот гостиварчанец кој беше на операција на срце во Хјустон, го оперира прочуениот светски кардиохирург доктор Дебејки. Не случајно го спомнувам овој настан, да ни послужи на сите како еден совет, како една паука. Докторот со писмо известува фамилијата за успешноста на операцијата, да не се сакира за сопругот, дека има од тогаш Југославија пациенти и други со кои разговара и времето брзо му поминува. Не само докторот, и главната сестра пишува неколку писма,
Што значи дека таа практика од Хјустон треба и кај нас да се применува. Еден од записите во книгата е за нобеловецот со гостиварско потекло доктор Ферид Мурат, односно за неговата посета во родното место на татко му, селото Лакавица. Неговиот престој го одбележав со извештај, али ова белешка мене ми остави солзите на нобеловецот. Зошто солзите на нобеловец? Затоа што човекот, без разлика дали е нобеловец, доктор, обиче, тој има емоции. Кога се качи на бината, кога виде негови сограѓани од татко му, од корените, и кога се подсети од каде татко му доаѓаат, какви луѓе, пред да се качи на бината, му покажува слики од татко му. Му се представува роднини. И кога почна да зборува, почна да плаче. И не можеше да се соземе. Првите чекори во новинарството Кипровски ги направил во детскиот неделник Наша просвета. Како средношколец и студент соработувал со младинските весници Млад борец и Студентски збор. Новинарската кариера ја градел во медиумите Нова Македонија, Тањук, Мија, Макфакс, Радио Скопје, во програмите на македонски јазик на Радио Дојче Веле и Радио Берлин. Пишувал за изданијата на НИБ Весник Загреб, неделниците Журнал, Екран и многу други. Како матична куќа го има Радио Гостивар, каде работел како уредник на емисиите на македонски јазик. Во пресред на зимата, кога повторно се очекува високо ниво на PM10 честички во воздухот во Тетово, Аријанит Џафери од Еко Герила вели дека локалните власти не направиле ништо за да се превенира тоа. Не се чистат улиците, нема јавен превоз, нема паркови и зелени површини, истакнува Џафери во разговорот со новинарката Милена Вучевска. Аријанит, вашето здружение Еко Герила е можеби едно од најгласните кога се работи за животна средина, екологија, загадување, особено за Тетово, град кој неколку пати во минатото се најде и на врвот на листата најзагадени градови дури и во светот. И додека вие цело време алармирате, предупредувате, барате одговори од општината, решенија, се чини дека тие се незаинтересирани за проблемот. Дали и што направија локалните власти еве периодов на ова поле? Од локалните власти се очекуваше многу, но нивните резултати се нула. Почнувајќи од значи автобусите што ги немаме, јавниот превоз што му е многу потребен на градот, а се уште значи од 2013 па наваму, еве ќе се изразувам можеби малку вулгарно, но не лажат, значи цело време не лажат од 2013 па наваму, значи до ден денеска нема ништо од тоа. Улиците не се чистат редовно, се чистат само некои од булевардите и тие со некоја многу стара механизација, камиони од време, можеби од времето на Тито, кои се донесени тука, значи нема некоја помодерна, поефикасна инфраструктура. Нормално нема доволно паркинзи, па така со паралелното паркирање во зонско паркирање во места каде што е предвидено за зонско, има и паралелни. Значи таму се прави голема гужва поради тоа што наместо да се движат две коли одеднаш една кола и тие загадуваат. Многу други проблеми има, значи кои требаше општината да ги поправи, да ги решава, но после изгледа дека само им интересира да се градат згради на секаде, да се градат нови станбени комплекси и така натака. Значи зеленилото се изгуби, паркови речиси да нема воопште, само еден имаме кај шарнената џамија. И така, значи општината не успеа да го спаси, да кажеме, овој град од проблемите во екологијата, не да прави нешто позитивно во таа насока. Општината веќе, тоест локалните власти веќе со години имаат проблеми воопшто со менаџирањето на отпадот. Имаме бројни мини депонии, претоварни станици кои се буквално се преместуваат од едно на друго место, меѓутоа се работат без некои стандарди. Што на ова поле се работи? Дали нешто на ова поле презедоа локалните власти? Кои се решенијата? Па од локалните власти значи не е ништо преземено, како што рековте, само некои нови претоварни станици ги шетаат од Шемшово до
Клуково, тука значи у некоја локација Клуково што се вика. И во новата локација колку што сме гледале, значи тие механизми што треба да го компостират отпадот не функционираат, така да едноставно го шетат ѓубрето горе-доле. Од друга страна, значи, од швајцарците има некој проект за решавање на проблемот со отпадот во Полошкиот регион и тој проект веќе трае 2-3 години, некои студии се прават, некои feasibility или како што ги нарекуваат. Само што проблемот е дека ништо конкретно нема. Еве веќе сме сведоци дека повеќе од 40 дена во Гостивар блокирано е Русино и значи нормално дека тие луѓе што блокираат таму имаат право дека не сакаат целиот отпад на Полошкиот регион да им дојде во нивните домови и да се запали таму, да гори и да ги загадува. Тешко е, значи ништо не е направено во овој правец, само уште еднаш само лаги и превари. Како е состојбата со аерозагадувањето во моментов и кога беше да речеме критично, кога имаше голем индекс на PM10 честички? Моментално, значи, во летно време не е толку страшно, поради тоа што има и ветровино и нормално, значи, домаќинствата не се греат сега, не им треба да се загреват на дрва или било што. И поголемите индустријски капацитети во градот кои не се толку големи, средни се, ама сепак, значи, и тие во зимско време се греат на дрва или на било какви материјали што им доаѓаат при рака. Сега за сега нема, значи, некое високо енормно загадување, освен загадувањето што доаѓа од возилата, значи од возниот парк, која е загрижувачки нормално, но не е тоа што се очекува во зимско време. Значи се очекува дека во зима пак ќе имаме, значи, загадување можеби до 300-400 микрограми PM10 честички на метар кубен воздух. Поради тоа што се уште немаме природен газ за грејење, немаме ни други алтернативи, повеќето од граѓаните се греат на дрва, значи и тие кои се веројатно кои минатите години се грева на струја ќе поминат на дрва поради поскапувањето на цената на струјата во време на пандемијата, така да се очекува дека зимата нема да ни биде толку чиста. Веројатно ќе имаме загадување многу, а не само Тетово и другите градови. Затоа треба малце да се интензивира, значи да се работи по експедитивно во изградбата на гасоводот, секундарната и терцијарната мрежа на дистрибуција која треба да се развива во градот, треба да се направи малку побрзо, поекспедитивно и ефикасно нормално, затоа да наскоро имаме природен газ во нашите домови за грејење. Вие речиси постојано истражувате кој го загадува Тетово, индустријски капацитети, нели? Колку од овие што ги посочувате постојано, нели, на социјални мрежи, по медиумиве, колку се казнуваат, колку инспекцијските служби си работат како што треба? Колку што ние знаеме, до сега никој не е казнат. Значи, и барем според тоа што гледаме дека истите субјекти го повторуваат проблемот, значи загадувањето. Верувам дека ако некој е казнет нема да загадува повторно, но доколку гледаме дека се повторува истото, значи тоа е јасен знак дека никој не е казнет. За жал и инспекторатите немаат доволно капацитети и веројатно немаат и доволно надлежности да го направат тоа, и општината нема доволно инспектори за тоа. Значи, би било добро наместо да ја полната администрацијата со партиски милитанти да вработуваат повеќе инспектори за животна средина и да им дават некоја надлежност, како например што е надлежноста што ја имат инспекторите на управа за јавни приходи, кои можат на лице место да ги казнуваат и значи може би нема да звучи многу убаво ова, ама да се плашат луѓе кога ќе видат инспекторот екологија да им влезе во фирмата. Значи како се плашат од УЈП, а не да ги закануваат, да ги тепат, да ги бркат надвор, пошто не биле никој и ништо. За ова треба многу закони да се менуваат, не е невозможно, возможно е, само треба политичка волја од тие во Скопје, значи и у собранието и у владата.
Ете и за крај сами го наметнуваме прашањето, што очекувате од владата, колку ќе се преземе нешто, колку ќе биде приоритет здравата животна средина? Па очекуваме дека треба, веруваме дека треба да биде приоритет, особено со климатските промени, значи глобалното затоплување. Сите овие проблеми не се проблеми на некој далечен свет. Тие, значи мразот што се топи некаде горе у Арктикот или у Антарктикот, доле, значи не е далечен проблем за нас. Треба да знаеме дека значи во тој мраз и во многу се вика пермафрост, нешто, значи најгорните делови на планините каде што секогаш имало снег, не знам каков е зборот на македонски, па и на албански не го знам, пермафрост на англиски, значи перманентно каде било, значи каде имало мраз, таму се верува дека се кријат или мируваат многу болести и вируси и такви работи, значи со глобалното затоплување и климатските промени, многу од тие вируси ќе се активизираат. Значи во време на пандемија, кога ние се бориме против коронавирусот и не знаеме се уште многу или доволно околу тоа, сигурен сум дека не сакаме да се соочиме со други проблеми, други вируси кои не ги знаеме, кои постојат можеби неколку милиони години, ама се внатре во тој мраз. За ова што го кажувам, имаше студија во 2017 на BBC што беше јасно кажано дека значи ако се топи мразот, значи ќе имаме вакви болести. Еве сега имаме веќе значи со короната. Затоа е многу битно значи да се сфати дека не е ова само дел на тие земји кои се поблиску до големиот мраз, но тоа и наш дел. Затоа и ние мораме да ја направиме нашата работа во борбата против климатските промени и глобалното затоплување. Овде е крајот на регионалните вести. Ви посакувам убав остаток од викендот. Пријатно!